Болничките капацитети низ државата забрзано се полнат со пациенти болни од COVID-19. Некои од оделенијата во здравствените установи повторно се пренаменуваат во ковид центри, за да може да се одговори на зголемената потреба од кревет повеќе. Северна Македонија според лекарите го живее третиот бран од пандемијата. Само во Охридската болница се хоспитализирани 90 охриѓани. Па дефинитивно ова е трет бран. Доста имаме оптовареност на општата болница Охрид. Дневно знаеме да направиме од 120 до 150 прегледи. Верувам дека како болница сме имале ние ваков удар како третиот бран. Но за разлика од првиот и вториот бран, кога на удар најмногу беа повозрасните лица, сега тоа се помладите пациенти кои заболуваат и завршуваат во болница. Најмлад имаме 28 годишна возраст кој што е хоспитализиран во нашата болница. Имаме многу пациенти на кислород, на неинвазивна вентилација. Сега имаме пациенти стварно кои што немале други коморбитети, меѓутоа се во доста тешка клиничка слика и доста се помлади. И туматичните лекари не се поштедени во оваа битка. Ова е Виолета Мицковска, матичен лекар од Охрид. Мислам дека е поконтагиозен, значи многу побрзо се шири и за многу пократок период се заболуваат се нови и нови случаи. Имаме дури цели фамилии кои што за неколку на 2-3 дена ни се јавуваат по некој нов ковид позитивен од иста фамилија. Мицковска е загрижена за сегашната ситуација и сериозните компликации кои ги предизвикува вирусот. Повеќе од половина позитивни се со бронхопневмонија, значи атак на црниот дроб прави со покачени ензими на црн дроб трансаминази што ги нарекуваме и други компликации. Во лекувањето на ковид позитивните се трошат и рекордни количини на кислород. Деневна потрошувачка на кислород имаме 60 боци по 40 литарски на 150 бари полни. Ако ви кажам дека пред почетокот на пандемијата на годишно ниво инфективно не трошело ни 1-2 боци. Лекарите велат дека искуствата со кои се здобиле на почетокот од пандемијата било драгоцено во сегашното справување со вирусот. Следиме параметри, следиме протоколи, менуваме протоколи, така да користиме колку што можеме најсовремени методи, мохајо, маски, неинвазивни вентилации. Луѓето во бели мантили бараат и поголема поддршка од граѓаните во однос на почитувањето на мерките, ако сакаме побрзо да излеземе од оваа агонија. И полициски час каков сакат да имаме и колку сакат нека трајат, ако во то другото време не си направиме она што ни е препорачано, џабе ни е све. Третиот бран на COVID-19 затвори училиште поради заразени наставници и ученици. Од Охрид за Гласот на Америка Мики Трајковски.